Почитувани сограѓани, навистина големо задоволство ми е што го стартуваме овој проект, кој веќе подолго време го планиравме и од се срце се надевам дека ќе ви се допадне. Станува збор за подкаст, кој што е настојан како насекаде не има. Подкаст кој што е посветен на нашите сограѓани, кои што веќе подолго време живеат и работат надвор од нашата земја. Верувам дека многумина преку разговорите кои што ќе ги водиме со нашите гости ќе се потсетат на тој период и на, претпоставувам, убави настани кои што се случувале во тоа време. Како што можете да забележите, серијалот на разговори на овој подкаст ќе ги водиме во прекрасниот амбиент на Blue Note кафе. Нашиот прв гостин беше навистина популарен пред некои 15 години и ретко кој што не беше. Ти го кажа тоа, ја. Такви сознанија имам, да. Фала многу. Беше меѓу првите учесници на М2 Талент и Балканскиот идол. Идол, да, првиот што Така. беше направен. Така. Искрено интересни беа и оние забави кои што правеше. Верувам дека генерациите кои се околу 30 години се сеќаваат, тоа беше популарното караоке. И мислам дека веќе после тебе никој не успеа да го повтори, да го организира овој настан. Пред се фала многу за поканата. Ти благодарам што ме имаш тука и многу ми е мило што еве денеска седеме во амбиент во Blue Note, кај другарка ми Ирена. Така. Патам. Сега ние го почнавме разговорот, меѓутоа не те представи. Сашо Јоцифовски. Главното. Добре дојде во Фала ти многу, насекаде Сузуки. не има. Навистина насекаде не има. Така. Тоа е точно. Пред да започнеме, еве очекуваме и некој освежување да ни донесат. Ево, самата најава кажавме дека логично ова период кој што горе-доле се врти се околу музиката. Да. Можеме да се спомнеме, да се потсетиме на периодот што беше. Па ја ќе пробам да се потсетам. Одамна беше. Така. Ама мило ми е што се ти сеќаваш. И еве ја, ако испуштиш некоја информација, ќе пробам да пополнам. Да, се почна со М2. М2 беше талент шоу организирано од Дарко Димитров и беше само во Македонија. Имаше повеќе кругови, првиот круг беше во Штип, после во Скопје, полуфинале па финале. Само да ги подсетиме гледачите и слушачите дека Елена Ристовска излезе од таму, многу познати пејачи излегоа таму. После М2 бев на Идол, првиот балкански идол што беше формиран на XU простори, ајде да кажеме. Значи тоа беше и Босна, и Србија, и Хрватска, сите земји беа заедно. Дека беше екстремно популарен. Да. И беше навистина, стварно беше добро организирано. И јас стигнав до првите 50. У Белград беше као полуфинале, до таму стигнав. И тоа ми е као најголемо искуство во музичките води. И баш сум задоволен од тоа. Беше единствено од пробишти? Единствено од пробишти, да. Имаше повеќе во почетните кругови, ама после јас само останав. Така. И тоа искуство и да, као што кажа на крај за караоке, бев туку кул. Значи, бев и у неколку бендови. Во акустичен бенд бев, па после бев со Даре и со Лазе, професорот. Бев во повеќе бендови. Имам доста искуство во музичките води и баш ми бе задоволство и кога би можел па да го повторам тоа во животот, па би се вратил и истото би го направил. Да. Добри времиња беа тоа. Навистина имаше многу учесници од бившите ју простори. Дали ти донесе некои контакти, пријателства од тоа време?
уште до денес имам, значи, контакти со луѓе, не само од Македонија, и од Србија, од Хрватска, луѓе што сме се дружеле со некои си имам и видено надвор од Македонија, оваму кај што работам, ќе начнеме и таму после за тоа. Можно е некој да има направено кариера од овие што Некои учествува. имаат не толку голема кариера, имаат локални бендови, Така, прават свирки се уште се во по музиката. околните градови, значи има по нешто. По нешто има. Сега зборувавме за музиката. И покрај големата љубов кон музиката и сите овие активности што си ги имал, сепак одлуката за факултет паѓа на Полициска академија. Точно. Ако не се лажам, и Точно. тоа беше прва генерација. Да, дури и парадоксално. Ама во суштина ја сакам и музика, сакам и други работи. Имаш да беше добра прилика тоаш. Знаеш као средношколец само што завршил, уште не знаеш кај ти е пат. Дали медицина, дали ваму, дали право, дали. И само што беше искочила оваа понуда за Полициска академија, имаше многу луѓе што беа конкурирани. Ја и другарка ми Ирена, едни од нив. И така влеговме во таа Полициска академија, 140 студенти беа запишани само. И тоа е доста добро искуство во мојот живот исто. Ја завршуваш академијата, заминуваш за Америка. Точно. Како дојде до таа одлука? Па бев и неколку пати претходно во Америка, бев во Нью Джерси. Преку work and travel програми за студенти. И ми се засвига секој лето да идам за Америка. Искуството беше огромно. Значи, не само на база да научиш англиски и исто да створиш рутина за работа. Имам работено многу работи, од продавница до храна за морска храна, секакви работи имам. Ентертеймент, дури не знам како да ги објаснам на македонски више. Ама искуството што го добив од Америка, го носам со себе цел живот. Бев неколку пати у Нью Джерси додека студирав и после последната година, пред да завршам факултет, бев во Тексас. Таму една година остана. Така. Се враќаш од Америка и потоа паѓа друга одлука. Вака. Или има еден период и тука. Кога се вратив во Америка, ми беа останати неколку испити. Заврши ги тие испити, да, тоа беше ко добро се сеќавам. Значи, заврши ги испитите и немаше работа. Значи, година-две немаше работа за мојата струка, Полициска академија во тоа време. Тоа беше најголемиот абсурд во тоа време. Да. Први генерации, точно престижна Полициска академија, вработување немаше. Немаше вработување и ја посегнав по втората моја пасија, што е музиката. Гледаш дека ќе се најде. И бев во неколку бенда во тој период и многу добро искуство и во тие води. Како што ти кажав, со професор Лазе и со Даре имавме такав печателен бенд кај што почнавме и надвор да излегуваме од проиштеп и баш добро искуство беше тоа за мене. Во меѓувреме јас се одлучував што сакам да правам. И имаше конкурс за персонални тренери во Софија, соседна Бугарија. Сертификатот од таму е интернационален. Да. Јас сакав да го земам и од тука, ама немаше таков. Морав да таму да идам. И земав сертификат за персонален тренер интернационален и со него аплицирав во Абу Даби. И од тука почнува приказната, да. Што би ни кажал, разлика, друг континент, друга култура, религија, храна, други закони. Тешка ли беше одлуката? Па, знаеш дека не беше толку тешка, поради тоа што неколку пати бев во Америка и не ми е толку тешко, значи, да напуштам. Да, секако носталгија има и за земја, и за семејство, тоа е најнормална работа.
ама кога неколку пати више ќе го направиш тоа и се навикнуваш и ментално и физички и психички секако. Секако добра беше понудата, не можев да ја оставам. Искуство, сакав да си дадам шанса. Колку години си веќе таму? Еве 10 години веќе. 10 години. Да. Па веќе тоа не е малку. Да. Со што се занимаваш? Спомна фитнес тренер. Дали е од почеток? Па Таа професија или да, уште сум во истите води, уште, ама почнав ја као тренер, па после добив промовирање во фитнес менеджер. Еве, денес работам као генерален менеджер на рекреативен дом, каде што нема само теретани и фитнес студија, туку има базени, тениски игралишта, сквош игралишта, цел комплекс. Како изгледа тој рекреативен дом, значи кога зборува рекреативен дом, звучи мало, меѓутоа претпоставувам. Огромно е, имаме 3 клуба. 3 клуба, едниот е мешан, другиот е само за мажи, третиот е само за жени. Јас имам свој фитнес менеджери таму, каде што координираме заедно. Имаме буџети, имаме таргети, правиме евенти не само спортски. И да, има многу работа и многу искуство добивам од таа работа. Ама сепак е поврзано со тоа што имам почнато као персонален тренер. И после тоа си имам надградувано во кросфит тренер, ќе објаснам што е и кросфит за некое време, така да во таа насока сум уште. Што ти беше најтешко да се навикнеш? Реков и пред малку дека различна култура, различни закони, Да. храна. Да. На што беше најтешко да се? Да, видите, кога ќе спомне некој Абу Даби или Дубај, луѓето одма помислуваат на арапска култура. Не се грешка, само да додадам исправка, многу е отворен и тој свет. Посебно Абу Даби и Дубај се интернационални градови. Што можеш да најдеш во секоја демократска држава, можеш да најдеш и таму. Секако има правила што се различни од тука и што треба да се почитуваат, ама у принцип слободата горе-доле е иста. Така да не ми беше многу тешко да се навикнам од тај аспект. Јазик арапски не ми треба, пошто сите компании кај што имам работено се интернационални и англиски барат. Така да добро се уклопив и мислам дека секој што има добар англиски, а сака да отиде таму, мислам дека нема да му биде многу проблем. Дали има многу македонци или од Пробишти певе конкретно? Искрено не. Искрено не, повеќе од Балкан, ако морам да бирам, од Србија има најмногу. Имам и луѓе што контактирам на дневна база со нив од Србија. Македонци толку не. Македонци има повеќе во Дубај, еве да кажеме, помалку во Абу Даби. Али во принцип знам дека македонците повеќе играат на кај европските држави, него на кај арапската пенинсула. Слободно време, дружење? Има, ама помалку од тука. Значи еден ден слободен само, што ми е доволен, ама кога се работи. Така. Добро, можеме малку и да се освежиме. Ајде. Ја и на Пробиштипски и на литературно мешам, не можам да се одлучам. Од твое искуство, што би им порачал на младите кои што размислуваат, се двоумат, дали да го изберат Абу Даби? Совет некој? Имам совет. Но морат многу да погрешат у животот за да донесат правилна одлука. Луѓето многу сакаат да бидат перфектни. Мораш да бидеш многу неперфектен за да доеш до перфекција. Само да објаснам на што мислам. Кога сакаш да се одлучиш за нешто, а не си сигурен, луѓето тука се у комфортна зона и си викат боле да не пробувам, боле да сум тука кај што сум. Ја на сите млади им препорачувам, нека го направат тоа што и прво ќе им падне на ум. Нека одат за Америка, нека одат за Европа, нека одат во Абу Даби.
и да не испадне ништо од тоа. Така. Искуството кое што го добијат ќе биде огромно за сето наредно нешто што ќе им се случи во животот и ќе го искористат таму. Така да падни стани мора да има многу во животот за да бидеш успешен. Тоа ми е пораката за младите. Колку често доаѓаш пробуваш Македонија? Еве, јас се трудам секоја година да си дојдам барем веднаш. Ама некогаш со обврски ќе испадне година и пол. Еве, корона фати претходниот пат 2 години. Ама се трудам на година време да си дојдам. Значи, кога да дојдам тука, батериите се полнат, да не звучи као клише, ама стварно и ми дава елан за уште една наредна година да работам како што треба. По колку време остануваш тука? По 20 на 30 на ден. Така. Патот, летот, колку часа? 5,5. Ама немаме директен лет сега. Не е директно? Не. Идам преку со Turkish Airlines идам до Истанбул, па Истанбул, Скопје. да. И окей, не е лошо. Така. 10 години си таму. Кажа дека секоја година доаѓаш. Да. Како ти изгледа животот сега тука? Ја Македонија се многу сакам и посебно Пробиштив се многу сакам. Тука животот е многу спор, што е добра и е лоша работа. Еве, на пример, да дојдеш од место кај што ја работам, каде што нонстоп е динамична средина, да дојдеш да се опуштиш е супер место. Ама, на пример, за работа, малку поспоро од тоа што имам навикнато. Што не значи дека е лошо, на луѓето, на многу мои другари им се баш тоа допаѓа. И ја би можел на тоа да се привикнам, еве да речам да живеам година-две тука. Ама разликата е разлика. Тоа сакам да ти одоловам контрасто, а местото е идеално за одмор. Идеално. Да кажем, негош не пукна филмот да рече се враќам Македонија? Па Имаше знаеш, тешки не моменти, некогаш, некои многу пати до носталгија. сега, знаеш, ќе станеш од сабали и знаеш колку уврски имаш и готово. Значи, ама не. Никогаш не вели никогаш. Можно и таа опција да се деси. Еве, да ти кажам право, можда пошто луѓето живеат тука и не го гледаат тоа, ама јас секогаш кога си доам гледам прогрес тука. Ја го гледам прогресо, гледам нови ресторани отворени, нови луѓе, мене ми се свига се повеќе кој ќе се вратам тука. И плюс, што ме радува многу е што има апетит за фитнес у последно време. Еве, тоа го гледав по Скопје кој што бев неколку дена, бев по неколку теретани, во неколку фитнес студија на групни часови и гледам дека народот почнува полека да се ориентира спрема таа фитнес култура и тоа ме радува баш. Тоа време имаше Софија. Да. Мислам дека сега и Скопје нудат Точно. интернационални сертификати, ако не се лажам. Мислам дека има, еве ја да се вратам на тоа за кросфит, дека сум тренер. Кросфит е дисциплина, фитнес дисциплина што покрива олимписко дигање тегови, гимнастика и функционален тренинг поедно. Американски производ е и они го пласираат како производ у теретана, значи треба да ја платиш лиценца, треба ова, треба она. Тренерите треба да се кросфит сертификувани, јас сум левел 2, кросфит сертификуван. Има кросфит теретана у Скопје, што ме многу радува и гледам дека таа култура почнува повеќе, не е само Софија сега, не е само Белград, и Скопје почнува. Тука имаме 2 теретани веќе, значи народот почнува да ја прифаќа таа фитнес култура, што ми е многу мило и што би дава надеж, еве кога би се вратил еден ден, дека може ќе биде окей. Почнуваат младите да внимаваат на својот изглед. Точно. Па еве, ја спомнавме и таа иднина едно време. Дали планираш, ти сега кажа, меѓутоа, дали имаш одредено колку би останал таму? Или Да. се спонтано? Да, на место ти е прашањето. Ајде да пробам ова како да одговорам. Секој нареден пат кога си дојдам на одмор тука, покрај тоа што одмарам и тестирам средината. Значи,
правам разговор со мои другари, правам разговор со колеги од мојата бранша, какви се условите за фитнес, што е, како е, дали е подобро, дали е полошо. Работите идат на подобро секоја година. Еве, како што спомнав, свеста за фитнес е повишена, така да може, зашто да не, за некој време ако се отвори ситуација да можам да си дојдам да отворам свое студио, зашто да не? Зашто да не? Сега па јас ќе кажам и да не звучи како клише, дали има нешто што не те прашав, а што сакаш да кажеш? Па мислам дека покривме све горе-доле. И музика, и работа, и колку време сум надвор, и што правам кога ќе се вратам тука. Така. Во тој случај ти благодарам Зоки, фала ти многу што ми имаш на првиот подкаст. Разговорот за учеството во првиот наш подкаст го скршивме ледот. Навистина јас многу време не сум пред камера во вакво својство. Снимам дома за проекти, видео и тоа, меѓутоа тоа е различно. Дома е. Фала ти многу што ме имаше на првиот подкаст и јас се искрено надевам дека многу повеќе подкасти ќе направиш, пошто многу не има на надвор. Така, затоа и го насловивме како на секаде не има, Точно. а и требаше и многу не има. И многу не има, нели? Фала ти многу уште еднаш. Секој добро.